Ајде! Ова е новата еден на еден на нормално со мене, Ди Джовани Горан Папас. Папас, ми велиш дека велам безгрешен сум јас. Најбоља песна. И тебе Фаворит, ти се не, мене ми е Скок. Скок ти е најдобро од вашиот нов албум. Не, безгрешен е најдобро. Твој проблем. Имаме една работа што ја правиме секогаш на почетокот на емисијата, тоа е дека доаѓаат и ни носат нешто. Ова е знакот за да дојдеш. Something? Дојди. Кажи кој името на гледачите. Дојди бе, кажи. Кажи. Не знае како се вика, но сепак тоа е тоа. Ќе ја викаме Изабела. Викај ме Драга. Сега вака, треба да видиме што ни донесел Иджи што ни донел. Може Иджи. Па и што ни донесол е добар збор. Да, одиме. Што не дојсол. Сеат. Значи нема безизлезна ситуација во која ние не можеме да влеземе. Као Inception тоа. Као македонски Inception, Папас. Мекица ја имавме во минатата емисија и изгледа добра твитерџика. Вика вака, што се тресе во ладна вода? Леонардо Ди Каприо. Тоа проблеми здравствени или Титаник? Ке да е ради Титаник она сцена на крајко. Ако ти текно знаеш со девојката као. Капетанот знаеш што ми кажал на персоналот? Што им вика? Вика имам добра и лоша вест. Добрата е ќе освоиме 10 Оскари. Сурово. Абе ти текно да си го гледал, така? Оние виолинисти не баце. Па е ова, то не они. Тоа е музиката. Ти мислиш после емисија ние си одиме дома со Давар? Седиме тука, свириме, факаме свадби. Say no more. Джиги. Новиве твитераши, ако прашаат што е ова ВТФ, ќе им кажеме who to follow. А може да биде и World Tito Federation. Љубители на Тито. Може Why this fish? Ова како Ѓоко Тан, не како италијанец. Не, во ресторани погрешна риба ти носи. Да, скузи, why this fish? Така? Да. Добро. А може како Ѓоко Таневски во Италија. Ова не знам како, ова е ДЗТ. Така ќе да е. Најохридски телефон. Sony Xperia T. Си повлеквиц. Си повлеквиц. Си повлеквиц. Немец Sony. Ања, вика, не одам со дечко ми во кино. Од две причини. Прво, во Велес нема кино, второ, немам дечко. А она како девојка ми е како нова кола? Немам кола. Да. Јас знаеш, Папас, порано, после ајден викав девојка ми е како мојата емисија. Немам емисија. Така. Жално, нели? Ај, пошто многу сме тажни да се расположиме со најдобриот блог во Македонија ново време. Значи, дупло е НВМК. Блогот. The Block. The Block.
Бројот гости можеби не го знаете по лик, ама и така како му го знаете гласот. Чита голем дел од рекламите, се вика Јово Брамс, веднаш ќе го препознаете кога ќе го слушнете, а ова се трите работи што не сте ги знаеле за него. Иако има и повеќе работи, ајде да почнеме од овие. Ретко кој би го препознал низ град, но затоа пак, а зуцне, сите го знаат гласот на Македонија. Јово Брамс е човекот која чита секоја трета од рекламите кај нас. Сепак, пред гласот да му стане занает, тој копал ровови. Во 86-та како 19 годишно момче работел во местото Превлака во Хрватска, каде ги скопувал каналите за кабли за струја и телефони. Летото 2005-та пак, Јово го поминал буквално во подрум. Во годината која се покажала како една од најтешките за него и неговата борба со зависноста, тој неколку месеци поминал во визбата на една од куќите во близината на кафулето Излет. Ако неговиот глас е стабилен и смирувачки, вкусот за филмови му е баш спротивно на тоа. Уште од моментот кога како дете го погледнал филмот Куќата на Ашер, Јово станал фанатик по хорор филмови. Тоа се трите работи што не сте ги знаеле за него, а еве го и човекот, гласот на Македонија, Јово Брамс! Како се? Добро ти? Се, фала. Знам дека се по музиката. Добри се? Да, добри, супер. Како не задобри, одлични се Горанчо, види го што му прави. Так се, веројатно. Те вика некој Горанчо? Нели никој не те вика? Горче. Како вика Кит Ричардс у неговата книга, Што вика? вика сачкаме по јужните држави на Америка 70 години и вика влегуваш у некаква мала варијанта на Арканзас, Мејн, на. Некој селце нешто И така. вика унутра лудило се вика. Како не можеш да му одолееш на тоа, се ти е јасно, паси. Не можеш да не се Он во пештани, залепиш на тоа. дома кај него во Така пештани да. глава. Како во Саксот цело е детство, веројатно мака ми еден се од враќа. оние базични блуз, джез и сите варијанти на така натаму, низ сите овие децени. Да знаеш на што свириш, ти кажува. Да си го цениш Веројатно саксо. најубавот, предпоставувам. Благодарам. Макар да ја повеќе сакам труба бради Чет Бейкер, ама тоа е веќе друга варијанта. Прашање на вкус. Се согласувам потполно. Кажи ми прво вака. Те знаат луѓе по гласот. Добро. Нели? По радио, по телевизија, секој ден те слушаат. Да, буквално луѓе. тоа може да биде и проблем и доблести. Како ќе го ставиш во рамка? Кога како ќе почна го сето ова? скалатиш? Кога беше прва реклама што ја прочита? Па, најверојатно не знам, рани 90-ти, крај на 80-ти, рани 90-ти. Може да се каже дека е прва македонска реклама по А самостојување? можда не прва македонска реклама, да, од осамостојување, да, веројатно, да. Сигурно? Предпоставам, не знам, не сум сигурен. Така да, Предпоставам така. дека Еве бе нека биде у првите Не се 10. водат такви евиденции, нели, на... Мислам, За жал. ај, не знам, може би да, ако сакаш така стави го. Ама, факт е Заради дека... тривијалност би било супер да се знае. Онака која е првата? Некој. Да, веројатно да. Знам само дека тие луѓе што сакаат да го направат, тоа го направија и тоа звучеше, знаеш, првиот момент твое, нели, те интересира како тоа ќе изгледа, не те интересира никаков лукративен момент, ништо не ти е битно, ни бенефит, ни корист. Дај да го направиме. Да, дај да го направиме, да видиме како ќе изгледа тоа, како изгледам ја И зашто беше тоа? за некаков, како се вика она, Мајасил варијанти, акни, А креми некој за... anyway, не ми текне. Добро, добро. Тоа е некаква прва реклама. Како беше текстот? Имате акни? Нели нешто Не тако? знам, нешто тако. И ден денес Сакате го имаш да ги тоа немате? реклами, да. Па имаш 3 прашалника, па 3 Да, зричници, па 3 точки и така И натаму. почна клопчево да се тркала. Да, почна да се тркала клопчето. И Ама не дојде застана момент, да, буквално? Не застана буквално. Дури свакаш дека тоа ти е тоа со тоа што ти сакаш да го работиш, знаеш. Значи немаш проблем со тоа дека треба да да влезеш во некаква институција, да се институционализираш, да станеш дел од нешто, него едноставно велиш да, ова сум ја, ова можам да функционира така и тоа е супер, знаеш. Во моментов, ако го земеме пазарот на... Вие што сте? Што читате реклами? Тоа е многу, voice-over-и, тоа е многу што добро сте? прашање. Ја не знам што сме ние. Мислам, стварно не можам да ти Не- дам не може прецизен ни одговор. спикери, да Не речеме, сме да. спикери, не сме поземувачи на глас, не сме, не знам што сме, стварно не знам. Гласовите Се на државата? проституизираме, Си го давате гласот. си го продаваме гласот. Вие сте, да речеме, ви има повеќе, но сепак некои си
слободна моја проценка е дека од прилика 60 на можеби 70% од рекламите се тројца. Ти, Најверојатно да. Александар Деловски, 20 Александри. Александр Алексовски. Алексовски Деловски. Така, интересна работа е дека со Едниов, со Деловски си генерација. Бере Цирвири Трена, да. Основно училиште генерација. Да, баш така. Карпош 2. Вие да не водевте тие приредби нешто, такви работи, а? И Борче Николовски и Лазар Темелков ни е генерација. Лазе од Алфа и Борче исто спикер. Така. Ние имавме една учителка од прво до четврто, нели порано имаше учителки од прво до четврто. Сега не знам како иде тоа, пошто има Сега 9-летка. некои се не знам. Така, у Англија има 11-летка. Машал. Која си 11? Например. Така да, ја имав една учителка која вака ми викаше мене као детенце. Ти ќе бидеш или спортски коментатор, или ќе се бавиш со твојот глас со нешто. Значи, дали пеач, оперски, дали нешто, знаеш. Ја, мислам, нема веза. колку На мал клапање. зборим. Да, збориме за детенце, колку има детенце до четврто или Ти се 10 години. осеќам од тогаш изгледа. А Деловски е моментот на онаа генерација која дојде во МТВ некои рани 90-ти, па проба да го направи тоа, па нели секоја година они ваде аудиции, па имаше Точно, проđа, па знаеш, Јас сум во мотор така влезам код дете во детска предпоставувам. радиодрама. Ја те памтам пред со Златко Андоновски која работевте спортски така, во така, Канал така, 4 така. некогаш и се одушевав колку тоа добро го работевте. И само Супер го викам, работевме, дечки ве се баш супер, бевме герила, знаеш, мислам онака. ми требаат такви момци кои знаат спорт, кои ги интересираат тоа што треба да ги Претходна интересира. емисија со Миленко зборевме, нема македонски коментатори, више да речеме нели, мораме да слушаме спорт клуб едно друго и тоа не е. Има добар момент. македонски коментатори, Нема спортови. Зема премиер едно друго и отиде. се согласувам. Значи нема што да коментираш, точно е тоа. Немаш скијање, немаш Ама не се. Немаш. Ајде да се вратиме. Има ли синдикат некаков? Нема, Ваш? се обидува да Како- направат. Како се обидува да договарате? направат, се обидува да направат, значи се обидува да направат пред неколку месеци некои луѓе, да не ги именувам, ама мислам дека тоа можеби може да пројде затоа што, знаеш, ќе дојде моментот кога ќе се зимаат тантиеми од таа работа. Значи, по емитување во еден месец, колку пати ти ме емитуваш мене или колку пати емитуваш таа реклама која нели ја снимал некој од нас независно. Така да мислам дека ќе Општо дојде тоа твојот момент. глас, Да, значи. да. Затоа што тоа функционира секаде. Знаеш, жаре. Мислам, во било која нормална држава кај што функционираат такви закони, луѓето што го работат ова се исто така признати као и добар дел од другите луѓе што анимираат документарци, цртани филмови, не знам, серии. Знаеш, Германија земја за пример. Германија е 90 милионски пазар, таму актерите имаат добар дел дивиденда меѓу другото и од тоа што го работат со оваа Плюс професија. малтене знаеш. се е надсинхронизиран филмови. Ако играни. сакаш и така, да. Ние сме многу среќни што можевме да учиме англиски заради тоа што нели го немавме моментот као германците или као добар дел од Европа да Точно. надсинхронизираат. Што ми е актери. интересна работа, си имал некогаш идол за вакво нешто, не знам си се. Мене Иан Кертис ми беше идол Joy Division и затоа сум Man City Blue. Затоа не го сакам United. Може Има ќе му- двајца луѓе кои ги препознаваш, едниот е во Германија работи најголем дел од рекламите за значи независно од автомобилска индустрија Так, преку так. најави за филмови, човекот се гледа, мислам, знаеш, тоа е тоа. Марка, репер, како сакаш наречи го, за тоа што го работи. Вториот е веројатно овој што ги работи добар дел од холивудските трейлери за филмови и кој ќе го чуеш, тоа е као Бери Уайт, рецимо, варијанта. Така. One Nation. Баш така. Да. Од каде Брамс? Ти не си Брамс. Ја не сум Брамс, не. Он е Јоханес, јас сум Јован. Не се му не знам потомок некаков на Јоханес Предпоставам Брамс. дека имам благородничка крв, ама не до толку се зезам. Од кај е Брамс? Учев средно музичко, ме интересираше. Го слушав Брамс као дете. Јово Брамс, ако ти кажам дека се викам Јован Миовски, веројатно Јован Миовски, Бите- ти знаат кој јас. Бело, можда татко ми брат ми уште, не знам. Толку. Два тројца. Ужасно голем фанатик си на спорт, музика, филмови, не знам. Да, ме интересираат многу работи, политика. Се ме интересира, историја, не знам. Добро човече, кај наоѓаш толку време и од дали се смета се имаш фантастична меморија? Сум тоа- имал чест да речеме да правиме муве на 300 теми, се сеќаваш, не знам, на некаков си гейм што Бjorn Borg го одиграл со Лендол го тепаше Мекено. Мекено водеше 2:40, Така е, 15-5-3 на бе. Ролан Гарос, 84-та изгуби 3-2, е полудев. Као детенце, она излудев, излегов од влез онака и... Еј, се излудев. сеќаваш на таков момент? Тоа се паралелни фајлови, знаеш. И тоа тоа може да биде проблем, затоа што не можеш да се фокусираш на едно. Знаеш, тоа го имаат Датотеки.
Тоа го имаат во наставниот систем западните држави, Америка, ако сакаш. Мене тоа многу ми се допаѓа овде. Имаш ти гимназија и сега ти даваат во гимназија се, нели? Природни науки, јазици, запознавање и така натаму. Ти определи се понатаму, ама ти имаш основа, ти можеш да надградуваш на тоа, ако го немаш како ти надградиш, нели? Затоа мене ми се допаѓаат сите тие. Мислам, затоа ги сакам, знаеш, затоа ме интересираат сите тие работи. Ама ништо тоа не е со сила, него баш буквално тебе да е кејф да, не знам, пратиш. Нема поголема доблест, верувај ми. Мислам, тоа е баш доблест. Сеќавам првиот француски амбасадор во Македонија зборуваше 23 јазика, знаеш, ти да зборуваш 23, меѓу кои мандарински, арапски. Не навлегувам, овој е индоевропски, тоа е она. Аорист, завршено минато време. Зборуваме за, знаеш. Еден каже, како ќе се снајдам и он доаѓа, нема проблем. Нема проблем, секој ти објаснам ја. Само кажи што треба. Добар некој период 2000-ти, да речеме, те снема на некој начин од сцената. Се соочи со лични проблеми во Да, тој имам момент. сериозен проблем. Мислам, баш проблем. Проблем кој веројатно би можел да го ставам, да го вкалапам во некаков формат, нели, она кој се вика книга или ако постои Како Џамбазов. нешто од прилика така, да. Мислам, тоа беше јавна тајна, тоа го знаеа сите, знаеш. Мислам, ја немам проблем со тоа и драго ми е што и некои други луѓе немаат проблем со тоа, затоа што нема табуа, не постојат. Тоа е твое, ти мора да се соочиш со тоа или У кратки црти забега со одредена супстанца која почува на Х. така. Што ти правиш тоа професионално? Па ми направи професионално да, знаеш, мислам, најголем дел од луѓето немаат проблем. Мислам, имаат проблем во смисол да те перцепираат малку поинаку него што ти заслужуваш и што би требало. Сега од професионална гледна точка имаш луѓе кои и тоа не им пречи, туку продолжуваат понатаму, нели? И функционираат со тебе. Значи ти си пак исполнителен, пак доаѓаш на време. Инструментот ти е гласот. Тука ништо не ти се случува. Апсолутно, можеби некаква мала пречка која е ирелевантна, например, во даден Повеќе се момент. сведе на некој си human, човечки некој. Ако сакаш така, да. Буквално, значи, дојдов до моментот кој имаше дотичниот господин што ти го спомна. Значи, да бидеш 3 метра испод, знаеш, и да се соочиш со тоа. И да си кажеш еден момент, да, доаѓаш до зити, треба да одлучиш. Ќе пропаднам скроз или ќе продолжам да живеам, знаеш. А добро, има момент од тебе, мислам, општо, од човек во таква ситуација што вика what the fuck, ќе одам до доле. Ама кај мене беше тоа моментот. Значи, ја намерно избрав да го направам тоа, сваќаш. Намерно. Стално велам, работите ги правиш за да те направат подобар, за да низ твоето искуство го преточиш тоа да ти бидеш подобар во односот кон луѓето, кон себе самиот, ако сакаш, кон најблиските, пошто што се сите овие искуства кои ние ги имаме низ години, нели? Ако не и некаква она восприемање на позитивни работи од нештата, знаеш. Како лично гледаш ти на тоа? Зошто ти се случиле такви работи од љубопитност, од досада, од тоа што премногу Curiosity Kill the Cat е секогаш она најприфатлива варијанта за било кого, нели? Секој тоа прво ќе ти го даде како објаснување, ама ако малку загребеш она под површина, ќе сватиш дека едноставно ти сакаш да го правиш тоа затоа што и сега, нели, и почнуваш, да елаборираш, или затоа што имаш и друга варијанта. Сега, најголем дел од луѓето не знам да се снајдат во целата ситуација, им се случува она. Баш е passing through, баш поминува покрај нив, а не се свесни дека им се случува и дека доаѓаат години кои им се нив она многу битни, а они се веќе потонати скроз, знаеш. Знаеш, тоа сакам да те прашам, сигурно во целиот овој пат ти си среќал многу такви луѓе кои што ги знаеш и до ден денес и кои што можеби и се од истата каша. Има еден многу интересен момент кај луѓе кои имаат некаков проблем. Тие луѓе секогаш себе се ставаат на прво место, знаеш. Секогаш они велат вака, ја имам проблем. И сите вие морате да ме разберете. Значи никој друг од другите нема проблем. Никој друг од другите нема обврски, фамилија, деца. Само другиот има проблем, нели? И само ти мораш да му помогнеш нему. Зошто? Секој од нас има проблем некако, нели? Звучи како клише, ама што совет ти би дал? Не можеш, секој мора да се избори сам, верувај ми. Мислам, можат сите да му застанат онака над глава, ако не си го направи преломниот turning point внатре во своето главиче џабе се. Што треба тука да имаш? Најверојатно да. Само до таму е, верувај ми. И последно прашање, кога рече тоа чао, пријатно, I'm back on track? Не знам, мислам, нема подготовка, нема. Сега знаеш, ја ќе ова него наставно се случува, баш е она switch.
баш е прекинувач, знаеш, штекер. Он-оф. Да, баш он-оф. Ти си сериозен дел од една приказка која ја викаат 103-ка. Тоа е прекрасно приказно. Мене ми е многу жал што денес кога слушнав пред известно време дека имаат само 7 слушатели. Ја сеќавам на добри рани средни 90-ти кога имаше 20.000 слушатели. Тоа за да не ја ни знаа толку многу приказна за 103-ка и не Има еден многу сериозен проблем, Жаре. Значи, луѓето кои се денеска и до ден денес дело таа приказна, пак нема да сакам да именувам луѓе, не сватија дека треба да го препуштат тоа на генерациите кои доаѓаат. Тоа е веќе нивен дел од приказната. Вие сте го подготвиле теренот, сте направиле супер се, сте го изиграле перфектно, оставете го тоа на другиве момци или девојки да го продолжат тоа. Што поима нема што е 103-ка, да му објасни што значило 103-ка од две реченици, што би му рекол? Да те праша, ја имам слушано за 103-ка, поима нема што. Културно мнозинство, не малцинство. Ако сме денеска малцинство у нашиот град по секоја основа, значи зборувам за Скопјани, ние сме комплетно малцинство, ние бевме тогаш сериозно културно мнозинство, пази. Значи имавме јадро, бевме пред Загреб, Белград, Лјубљана и така натаму, бевме водечки на Балканот по секоја основа. Знаеш. Апсолутно радио со кое можеш да се гордееш. Ти беше дел првата екипа, така? Да, со тоа што за жал таа прва екипа се растури многу бргу, па Изи, Сале, Пеце се штркаа секој на своја страна, нели, едниот по својата професија, Изи почна да го работи на еден нова, Пеце не знам каде, веќе влезе во некои други води и дојде таа, според мене, најплоден дел од екипа од кој добар дел од нив се иде денеска таму. Мирко Попов, Коста Шурбановски, Ѓорги Јаневски. Сега кај е градот? Градот е на она... Ти доаѓа да кажеш кај е градот у lowest level, она, нели? Страшно е тоа. Средина на 90 е завршено одамна време. И сега, ако македонецот му е национален спорт да се навраќа у минатото, ама вие шо правевте, а вие шо правевте, до која ќе идеме така, до гимиџиите назад и уште колку? Не, па нели? И понатаму. И шо со тоа ќе постигнеме? Ние зборуваме денеска за 2012. Каде сме ние 2012? Никаде, за жал. Мене ми е многу жал, ама ја кога го прочитав тој податок да 445.000 луѓе one-way ticket на 2 милиона, тоа е страшно. Се заминати, да? Значи, замисли Германија 25 милиони сеја да се отидат по секоја основа. Процентуално така би му дошло? А отприлика така. За шо разговараме ние? Што е многу интересно, што луѓе кога го слушаат тоа, пошто ти си го збориш со твојот глас, уште му додаваат на вредност. Гарант! Тоа е веќе не знам. Гарант! Тоа кој имаше едно или збора на интернет, дека се што Морган Фримен ќе каже, звучи паметно. Да, или прогноза времена, ако сакаш. Што сакаш дека збори, он тоа ќе биде интересно. Баш така. Го прочитали приказната за председателот на Уругвај? Не, чекај, како се викаше? Не знам, anyway. Може да замислиш таква работа кај нас? Може да замислиш балкански политичар така да функционира? Левичарење по секоја основа. 12.500 плата долари, он зима 1.200 за него, 10 ги дава на народот 1.000. Живее на фарма со жена му и вози буба. Може да замислиш некаков таков балкански ментален склоп, матрица, да, функционира најнормално. Председател, пази, Уругвај е малечка држава меѓу Бразил и Аргентина со 2-3 милиона народ, кој излегува на океан и кој има едно од најубавите плажи Пунта де Лесте, близу Монтевидео, ама изгледа. Види ги ти. Може да замислиш тако нешто на Балканите наши? Шанс. Кај што ја имам поголемо знаме, не бе, ја имам поголемо. Ја имам најголемо знаме. Сега ќе видите вие. Ја имам најголемо знаме уствари. Long live the flag. Баш така. Јо, фала што дојде. Фала ти тебе. Сега ни останува да видиме пуштање. Тоа е еден интересен. Знам за што збориш. Знам, го гледав тоа со Боко кога ти беше гостен, па после Пец. Мал туторијал правим. Треба да знаат како не треба да се пушта. Тикнува ли ко мали кога си игравме доктори? Сакаш пак? Јас ќе бидам гинеколог. Секој
барем еднаш во денот посетува еден сајт. А тоа не е порно сајт како што Горан Папас тоа го прави. Леле, шаре. Не требаше да го кажемо? Не, ако го кажеш. Посетува еден информативен сајт да види што се случило во држава, па и во светот. Сајтот е Time.mk, сите го знаете, еден е основачот, Игор Трајковски. Добро. Ајде, повели се. А овие порничеве, кај се на рангот? Ги отвараат? Ги отвараат 75% од целиот трафик на интернет е порно содржен. Машала. Ти зашто не работиш порно? Глупо прашање. Одиме со добрите прашања. Игор, не постои човек во Македонија што користи интернет да не го знае Time.mk. Колку време требаше за ова да се случи? 4 години? Да, тај има 4,5 години постои. А number one е колку? Па околу 2 години. Околу 2 години. Сега. Вака, знаем, нема да збориме премногу што е Time.mk, претпоставувам дека знаат, кој не знае, кој те врти. Оригинален ли е производот? Оригинален во смисла дека е домашен производ. Ние сме го развиле, но идејата е превземена од Google. Google News оперира на сличен начин на светско ниво. Они агрегираат околу 50.000 веб-сајтови, ние агрегираме околу 120. Чисто македонски сајтови. 120 сајтови македонски. Збориме за Time.mk, мислам за македонската верзија на Time, да речем. Македонската верзија на Time.mk. Иначе има постои за цел Балкан скоро, од Словенија, Ќе влеземе Албанија. и во тие муавити. Што во основа прави Time.mk, тоа е зошто е подобар агрегатор од сите други. Во најкратки црти. Па една работа е што не може да се занемари дека е прв агрегатор и луѓето се навикнаа на него и што со текот на времето добија доверба во него, во резултатите што ги дава. Битноста на информациите што испаѓаат тамо, дека топ теми што испаѓаат се навистина топ теми, дека не се привилегирани одредени Чега да извори. зборуваме најлаички за агрегатор да биде добар. Кои критериуми треба да ги има? Да знае кои вести да ги стави горе, тоест да биде топ, понатаму. Да е комплетен. Значи сите информации што се на одредена тема да се покриени, да не се остават некои вести на страна. Значи кој одиш таму да знаеш дека све ќе најдеш. Да е брз, значи самата техничка страна. Брз во смисла технички брзо да се отвори да се што сака да е респонзивен сајтот, и друго да е апдейтуван, да е освежен. Например, кај нас на 10 минути сите 120 сајтови се читаат и се анализираат информациите и се ново и така. Сега беше актуелен Time.mk и ти како основач и како му доаѓа собственик. Управител. Подписник на Time.mk за една, да ја кажеме, некаква си дебата или медиумско мудрување еден со друг, со сител, латаз на вестите збореше, те кажуваше во 7 вака, така, едно друго. Добро време ти посвети, знаеш дека се привилегирам со тоа. Па, би сакал да не беше така. Ако треба да бирам. Што беше муавето? Значи, накратко, те обвинуваат за што? Те обвинија. Па за повеќе работи. Крадење на информации, дека... Најпрво обвинувањето беше дека крадеме содржина, што воопшто не е точно. Затоа што ние не ја присвојуваме содржината, не кажуваме дека е наша, туку само ставаме линкови кон нивните содржини. Јасно. И што е, кај е друго белјата? Кај ти ја видела грешката? Освен тоа? Или само тоа беше проблем? Тоа беше првиот проблем, после проблемот испадна околу рангирањето на страниците, што Time.mk воопшто не го прави, туку други страници го прават тоа. Ние само ги превземаме тие информации и ги филтрираме за поедноставна интерпретација. И тука настанаа некои проблеми за дали вака или онака да се читаат тие индекси што се добиваат. Чекај, дај прво да расчистиме со едниот дел. Секаде во светот на ист начин функционираат агрегатори? Да, горе да. Еве ти имаш Time, постои во Албанија, во Словенија, во Црна Гора, во Србија, Хрватска, Хрватска и Бугарија. На другиве места како Time си се среќавал со вакви проблеми? Не, немаме никакви проблеми. Не. Ниту во Словенија, никаде ниту во во светот Албанија. агрегаториве нема. Исто во Албанија, на пример, прво место е time.al, што е под доменот iCube фирмата што ги користи нашите сервиси. Они немаат никакви проблеми со агрегаторите. Добро, значи
На другите места не сме први, може и затоа не настанале проблеми. Точно, да. На овие две земји. Овде бодете очи па се Да. излегуваат 300 работи. Добро, да речеме проблемов ти што кажуваш околу тие некакви си рейтинзи, интернет и такви работи доаѓаат од Alexa, Google Analytics и некои такви сајтови кои што мерат посетеност на сајтови. Така. Кај е тука проблемов, да речеме? Зошто Alexa? Ти викаш дека Alexa не е меродавен. Они викаат Alexa е тој дава некоја трете... приближна информација, може да даде за посетеноста, не е тотално нерелевантен, но не можеме да се фатиме како слеп за стап дека е тоа крајен глас дека ова е најбитно. Што би рекол, можам ли ја да бидам number one или пети можеш да ме направиш? Не ти било кој, дали сам можам да се направам пети на Alexa? Не можете сам. Значи така не функционира до толку. Да. Добро. Не е релевантен во крајна смисла, затоа што релативно лесно може да се изманипулира. Друга работа е што сајтовите, например, кои се претплатуваат на Alexa за попрецизно мерење, се привилегирани во однос на сајтовите што не се претплатиле. Тоа е еден од бизнес моделите на Amazon. Amazon е собственик на Alexa.com. Баш ова Amazon што е со книги, ритейл, тоа е Amazon. Они покрај таа електронска продавница се занимаваат со многу други бизнеси. Како? Безос, Джеф Безос, не се викаше така некако? Газната не знам. Добро. А па ја како другар да ти. Безос, да, Безос, јадевме вчера. Принципот на работа на Alexa наједноставно може да се објасни ова баш во дел од критиките што беа кон Alexa и Трендо се уклучи тука. Он даде многу супер пример. Тоа е еквивалентно како да имате некој трговски центар со продавници. Добро. И сега да мериме која продавница има најмногу посетители. Каде влагаат најмногу луѓе? Каде влагаат најмногу луѓе, но при тоа кога ќе ги броиме луѓето, да ги броиме само оние луѓе кои што имаат плави ремчиња на сајатот, а другите да ги игнорираме. И тотално тој семплинг е тотално нерелевантен, мал број на луѓе. Што би рекло и by chance, по случајно може да погодат онака. Да. Но кога имате огромна посетеност, сепак на виделина ќе испаднат поголемите сајтови, но тоа не сме да биде крајен збор дека тие сајтови. И сега наеднаш ти можеш да платиш да се постави човек пред твојата продавница и да ги брои сите луѓе, не само тие со плави ремчиња. Тие што се претплатени на Alexa што плаќаат и Паско Кузман да го бра со 4 сати што. Со сите, да. И така што после не може тие истите бројки да се мерат на иста листа. Затоа на таа има се поставиа две листи за веб сајтови што плаќаат да им се мери посетеноста и веб сајтови кои што ја мерат на поинаков начин. Дали јас како обичен интернет корисник можам да ги видам тие работи? Да видам кој плаќа, кој не плаќа? Може. Не е тоа некакво истражувачко? Не, насам на Alexa веб сајтот за секој веб сајт може да се види како се мери. Излезе дека одредени сајтови плаќаат и тие сајтови ти се замерија заради тоа што си кажал ја. Од нив затоа што више се сортираат во две различни листи и не им е баш пријатно. Да. Добро. Мислам дека сепак премногу внимание се посвети на Alexa, кои што сите и самите веб сајтови, собствениците и агенциите не го сметаат за релевантен. Им донесе на Alexa некој бенефит. Почнаа луѓето да плаќаат си. Па најверојатно више неколку сајтови дополнително се регистрираа во последно време за да имаат повисок рейтинг. Да си бараш процент од Alexa фактички треба. И Alexa и од тоа живее. Каже дека албанскиот сајт на Time е број 1. Македонскиот е број 1. Зошто бе не е во Србија број 1? Зошто во Хрватска не е број 1? Кај е било каде во светот? Или зошто Google News не е број 1 во светот? А пак е агрегатор. Да, пред некој ден напишав пост на нашиот вебсайт со некоја наше видување зашто се такви работите, зашто навистина е чудно. Нели? Например, најголемиот агрегатор во Србија, наслови.нет, постои уште од 2002, одма една година од кога се појави Google News во Америка. И они се на околу 5-16 место. Први веб сајтови се B92, Blitz, Политика, Mondo и уште неколку таму што се. Моја претпоставка е тоа, затоа што сајтовите во Србија или во другите земји имаат многу повеќе своји оригинални текстови и веројатно подобро ги заштитуваат од копирање, да не им ги копираат другите сајтови. Така што релевантноста на изворите е многу поголема тамо, затоа што на B92 што ќе најдеш многу тешко ќе го најдеш на другите веб сајтови. Што по оригинално, толку квалитетно, може да се каже.
Па една смисла да, и многу е потешко агрегаторите да ги детектираат тие теми кои што ги има на мал број на вебсајти. Односно ако е некоја вест само на еден вебсајт, агрегаторот никогаш нема да стаи на прво место. Так. Агрегаторите работат на принцип на детектираат теми од голем број на вести што се распространети на голем број на вебсајтови. Медиуми, например, или оние кои што се креатори на вестници се самите криви под наводници, зашо тај е број 1. Една од причините е и тоа. Мислам, има повеќе, не е само. А тука ми чепна една друга работа што Друга работа е што имаат самите агрегатори додадена вредност. Ти на едно место можеш да видиш повеќе перспективи на една иста работа, како пишува еден, да не мораш да луташ на голем број на сајтови да видиш што пишуваат они за една иста работа. Еве, имаме жаре и папаз во када. Ти текну? Добро. Беше тоа once upon a Жаре и папаз во када. Има 50 пример пишале, како не ве, дали двајца пиша. Али ајде добро, 50 пишале во нашата емисија фантазија. било ова. И пример се. Алфа ќе ја стават горе, мислам ќе ја ставиш. Алфа е на тај МК горе, а не е од на папаз да речеме сајтот papasенајбољи.com. Папа Сакс. papasaks.com. Принципот на работа на агрегаторите, односно тежината на една вест се пресметува, односно зависи од неколку параметри. Едно дел од тие параметри се не можам сите тука да ги елаборирам. Најбитните се колку е нова веста. Добро. Значи интуитивно е дека ако нешто е објавено пред 20 минути е побитно од нешто што е пред 10 сати. Така. Втора работа е кој објавил. Едно е да објави дневник, на пример, нешто. Значи Алфа и Папа Сакс не е ист медиум. Не е ист. А дури и таа Папа Сакс битност е на подобар. медиумите, дури и битноста на медиумите ние не ја задаваме, него сама се пресметува со тек на време. А тоа зависи од тоа медиумот колку често прави breaking news. На пример, ако се направи некој кластер, тоа кластер е тема од 100 вести, Така. оние три најнови три медиуми кои што објавиле најпрви за таа област, што ја направиле да порасне како топ news. Иницијална каписла што дале за вест. Тие добиваат одреден број на authority points, ние ги викаме нашиот систем, кои што со тек на време, да, авторитетот на тој медиум се зголемува или намалува. Затоа и голем број на медиуми кои што продуцираат дневно по 200-300 вести имаат многу мал авторитет, затоа што претежно Никој не ги продолжува вести. никој не ги продолжува, они постираат, никој не се лепи на таа тема и нашиот систем заклучува дека овој нешто само ностоп постира, Се ништо јавил битно. некој да ти каже, бе, зошто никогаш ние не сме први, а сега објавивме. Да, они мислат дека ако постираат поголем број на вести, дека тоа работи на пример на Facebook. На Facebook ако ги постираш сите вести што ги имаш, поголем број на фанови ќе ги видат и ги скликаат и има подобар ефект. Кај агрегаторите, бар кај нас, не знам другите како ги хендлаат тие, тоа има негативен ефект ако продуцираш голем број на небитни вести. Ти се случуваат ли незгодни ситуации, бидејќи тај МК факт е дека е многу моќен, кажи го медиум, кажи го сајт, кажи не знам што, моќен. Информативен. Што е да се каже, таму отиде, готово, папала маца. Имало неколку незгодни ситуации каде што не поради наша вина настанале некои проблеми. Имаше, на пример, најспектакуларен пример што можем да го издвојам е да еден државен функционер сега имаше некој друг човек кој што го има истото негово име и презиме. Еве бе Горан Папас ќе го викаме. Не е музичарот, туку е молерот Горан Значи Папас. полицијата уапсила некој човек кој што со исто име и презиме. Така. И неколку медиуми ја проследија таа вест. Еден од поголемите медиуми мислеле дека е овој државниот функционер и постирале на својот вебсајт таа приказна со слика од државниот А они функционер. имаат такви авторити, А они имаат голем авторитет. Една државна телевизија, национална што. И они ја постираа таа вест, нашиот агрегатор го собра тоа и го стави како топ тема. Машала. И имаше за 10 минути неколку адвокати на функционерот се јавија со зајави го за виделе тоа, примерно тие 10 минути, слободна проценка некако. 5 до 6 илјади за 10 минути може да го видат отприлика. Добро, и ти звонат адвокатите, што ти викат? Па имаше некој вид на закани. Првин они побараа ми објаснија што е проблемот. Да не Тие доби одма понуда што реагира. не може да ја одбиеш. Ние одма реагиравме, ја тргнавме таа вест и ја снема за 10 минути, дека Така, 10 минути се обновува. Но после ми имаше некои
барање за оштета или некои такви, ние им објаснивме како функционираме, дека не сме ние Искрено кажем, може ли за нешто да ти се фатат? А? Добар момент. Како го праш? Не, знам сериозно, што сваѓаш под фаќање. Правно. Да, право си, да. Има разни видови на фаќање. Правно, легално, дали може да ти замерат за било што работи тајмак? Не, моментално не. Во иднина ќе видиме како ќе се регулира прецизно пазарот и кои ќе бидат правилата на игра. Најпрво треба да ја не сум правник и сега да ги гледам работите, но изворот на информацијата да носи целата одговорност за содржината на таа информација. Ние само проследуваме што има на другите места. Така го гледаме. А тоа на кој начин е регулирано кај нас, ова интернет сфера и минимално е, малку? Не знам дали постои уопште збор интернет во некој закон што се интересно. Каде што имам интернет содржање. Спомнав МОК, каде што има МОК, обично има луѓе кои што сакаат да ја зграбат таа МОК. Си добил понуди за продажба? Тоест да те откупат, да те... Имаше пред неколку години, пред 2 години, но... Само тогаш? Еднаш ти се случило? Еднаш беше, да. Од посериозен Што им кажа? собственик на медиум. Па не, мислам, ние го проценивме колку вреди, дадохме понуда, не беше да не... Не го спушти слушалка, да? Не. Но они не го прифатија тоа и се продолжиме да се функционира. Да искористиме ситуација да расчистиме некои работи, да они со тоа што они се собственици на содржината, никој не го порекнува тоа, но они идат до таму да кажуваат дека се исто така и собственици на референците кон таа содржина. Да ти у суштина не ни смееш да кажуваш што они зборат. Доколку они воведат со своето лоби регулатива да се забрани и референцирање, Добро. тогаш они ќе бидат во моќ да даваат такви лиценци само на одредени агрегатори кои што се преклонети кон нив, а со тоа и самите читатели ќе изгубат на неутралност. Агрегатор да бира што ќе да биде дава невозможно да се формира агрегатор кој што според негови критериуми ќе ти ги агрегира работите, ќе ги рангира. Добро, Time е еден вид огледало на цело едно општество, македонско, еве ќе го кажеме, Time Owl е на Албанија и така натаму. Да, но и тоа е една перспектива, друг агрегатор, затоа што ќе рангира на различен начин, ќе има друга перспектива на работите. Сега, Тука треба читателите да одредат. Многу интересна работа ми е, колку луѓе сте таму? Малку сте, колку сте, на прсти се броите? Една рак. Така? Да, имаме А толку голем медиј. Мислам, пак, Не треба тоа да не чуди, мислам, ова е нова, мислам како што пред некое време... многу интересна индустрија, знаеш, машини ја работат. Пред 200 години имало робови, денеска нема. Мислам, работите се менуваат со тек на време. Така да и жарните точки од каде што ќе се информираат луѓето не секогаш више ќе бидат самите медиуми, туку ќе имаме некои мета агрегатори кои што ќе треба да ги агрегираат, да ги сублимираат овие информации и на некаков начин да му се сервираат на корисникот. Затоа што е битно, што не е битно и толкова море на информации денес на интернет да ќе се изгуби човек ако иде сериски едно по едно да ги гледа. да речеме во Time се заврши со пишување на кодот. Го напиша кодот. Тоа постојано, тоа и ден денеска се подобрува. Аха, значи цело време... Најпрвата верзија беше 3 недели по 4 сати работа. За најпрвата верзија од 2008. Но од тогаш има неколку верзии нови, постојано има подобрувања. Затоа што како што станува моќен агрегаторот, медиумите се борат да го зезнат, за да станат први на неговите листи. Ти можеш да измислуваш нови работи за нивните трикови да ги избегнуваш. Затоа што има обиди со менување на наслови на содржини, менување на слики, менување на текстот внатре, за тоа да се прикаже како нова вест и ти да го прикажеш како дека е нешто ново. Но треба да направиш добар детектор за дупликати, па дупликатите да ги ставаш доле, оригиналите горе да ти... Значи, константна борба е некоја како со медиуми. Исто како Google што сакаат со овие Search Engine Optimization да го излажат, да бидат први за одредени клучни зборови, така и медиумите и агрегаторите се тепаат кои да бидат во носители на тие. Многу интересно. Морам да те прашам уште една работа. На Time често си ставаш некои, барем според мене, лични работи што тебе ти се кејф да си ги ставаш, што врска нема ни со вести, ни со Time, ни со ништо онака. Ке папнеш, не знам, видео околу Акта беше доста активен. Да. Нели знаат што е Акта, пишуваше, што имаше стану, колумни некои... Имаше колумни, има некои текстови од некои филозофи, како Ерик Фром, имавме од Earthlings, например, таа е документарец за... Ето така.
правата на животните. и Инспирација од каде? вегетаријанци. Дека имаш многу луѓе што ти доаѓаат па си викаш why not? Дај да го искористам ова влијание или Па да, тоа и беше една од, да речеме, од причините зашто пред 2 години не го продадов тај ем. Затоа што тоа е сепак еден голем микрофон каде што можеш да пропагираш позитивни и правилни вредности според мене што Никогаш треба не луѓето било- малце да се искористи тоа централно жариште и за неки подобри високи ствари, не за дневна политика и за ќе ставиш нашата емисија некогаш таму? ако платите ќе ставам. Папасот врзи го кесет. беше во Google, 2 години работеше таму, Да. имаше понуди од Facebook да работиш таму. Си видел како работат тие огромни IT, како да ги наречеме корпорации. Што му е план на Facebook? Каде да оди понатаму? Кај го гледаш ти Facebook за 10 години? Па јас не би сакал да иде натаму, но најверојатно ќе отида. Добро. Планот на Facebook е горе-доле да измапира све што се случува во светот да биде дел од Facebook. Значи досега Facebook беше само слика за нашите релации помеѓу нас, дека јас сум со тебе френд, си дошол на па ќе снимање, постирам пример. и такви работи. Но ultimately главна цел на Facebook му е да целото случување во светот и помеѓу предметите, помеѓу себе, кај се, што се, колкави се, дали се исправни, дали не се, сите тие информации да влезат во Facebook. Односно скоро цела цивилизација текомна да биде на Facebook. Која е целта за тоа? Маркетинг? Да Повеќе работи. Сега прво на што ни изгледа е за таргетирање подобро. да се знае за пример маркетинг. дека пијам таа и таа, тоа и тоа млеко си го пијам тука. Мислам, ти сигурно ако ги прашаш собствениците на Facebook, Цукенберг и останатите, они ќе ти кажат некои повозвишени цели за олеснување на животот. алтруизам некако. Да, наоѓање онака, но никогаш не знаеме што све не има у позадина и каква контрола. А баш Мислам, интересно доста моќна работа е тоа. Викаш не ти се свиѓа тоа. Од кои причини? Секогаш кога имате алатка со која што имате огромна контрола, може и да се искористи. Тоа е се супер работа и оние на хартија, Цукенберг што ќе ви ги каже. Но тоа истото може да се искористи многу лесно и за Па тоа исто и за со повеќе тај. работа. Да, до негде е. Морам да признаам нека. Добро, држи се, не се дава. Да. Еј, не разочарувај. Много ти фала што да. Само ми беше кеј. Седи тука со нас да ја погледнеме млечната енциклопедија. Тоа е една многу интересна работа. Знаеш за млекото ова работа? Не. И сакала да одгледаш нешто за млекото. Конзумираш млеко, така да се надевам. Да. Млечна енциклопедија е следното во 1:1, ова беше Игор од Тајмак. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Знаеш ли ти што е докажано? Ама 100 пати. Дека млекце пред легнување е супер. И што ако е со шешкерче или мед, Напри, многу дека ти го. напред дека многу ти убаво. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Има една многу интересна работа во човечката психологија. Тоа е луѓе кога се шетаат на улица им доаѓа камера од телевизија и ги прашува нешто, имаат повеќето тенденција да одговараат на тоа нешто иако појма немаат за што ги прашуваат. Така да имаме еден сегмент во емисијата кој го викаме измислени прашања. Ајде да видиме што измисливме се. Во анкета со многу нелогични прашања добиваме логични одговори. Еве што мислите вие за одлуката на Перо Антич да се кандидира за градоначалник на неговиот роден град Ресен? Сега, Перо ниту планира да се кандидира за градоначалник, ниту пак е роден во Ресен. Ама крај крајава, кој беше Перо Антич? А кој е господин? Кој то? Перо Антич. Не ми е познато. Па нека му е со среќа. Мислите дека ќе го бива? Па него не знам кој е тој. Антич. Кошакар? А, Перо Антич. Најдобар кошакар. Па не знам, тој е нели спортист и не знам како би се покажала политичка област. Но ако решил, со среќа нека му. Супер е. Па, добри идеи имаш, што да знам, така како личност познат е многу, така да може ќе биде добро, не знам. Можда човекот има потенцијал. Значи не мора да значи само ако е
спортиста дека не знае ништо друго. Негово право, демокрација. За Ресен не е Перо Антич. А овој од СДСМ другиот беше Бузлевски. Тој рече че се кандидира самостоен. Може само предпоставки и за Бузле велеа дека нема да биде добро, па задоволни беа граѓаните. Ќе го бива Демократско право, демократско право. Секој човек има своји способности, ќе си ги каже. Извинявам, ништо. Ова е демократска земја, секој може да се кандидира за секоја функција, што има проблем? Ја мислам да си продолжи да си игра кошарка, не е за политика. Секој ќе го води добро Ресен, што ќе се кандидира. Да, лесно е за Ресен. Немаш кажано одамна? Ма ти предходната емисија се качи тука, некако ти се свига. Не кажа. Да, убаво ми е тоа. Тоа ти, ако се качиш. Мислам дека идната емисија нема да. Емисијата. Ќе дојдеш таму. Мислиш? Не сум сигурен. Знаеш што? Имаше пред 2 недели, кажа дека не кажа го погоди времето какво ќе биде, ќе врне. Кажав ке врне се фати тука, кај се фати. Тука се Имаш фати? некаква идеја? Тука се фати? Овде, негде, тука мислам. Имаш некаква идеја од прилика какво би било? Па, за според коските снег. Добро, понесете ги вашите снежни облеки, а ние што научивме за ето оваа недела? Јас, например, научив дека ова тај МК да ти било многу сериозна работа. Тоа не е тука така. Тоа со закони што го бркаат, што го правиш. Тоа бе, да. Ама уствари да ти немале правото. Да, нема кај му се фатат. Немале кај да му се фатат. Неверојатно, свака час. Да, а исто така научив и дека Брамс и Александар Деловски заедно учеле во иста школа, така? Да, тоа се тие гласови. Така да мора нешто да им давале во до наставничката може. Наставничката. На кај наставничката одиде? Ха, добро. Да си одиме? Да си одиш. Пак ме вркаш? Ако ти сметаме, да си одиш. Добро, јас ке си заминам, ќе оставам во убавите раце на Горан Папас и на DJ One и ето, останете ми со здраве. Јас стажен ќе напуштам сцената.